Добро утро за гледачите на Канал 5 телевизија и утринската Здраво Македонија. Ово утро се наоѓаме на клиника која што честопати луѓето се обраќаат кога имаат одреден здравствен проблем. Но тука се среќаваме со лекар кој можеби беше препознатлив за клиниката на токсикологија. Денеска дел од овој тим. За тоа како е тој дел од овој тим, кои се решенијата кои што тука може да ги најдете повеќе ова утро со доктор Нико Векаровски. Доктор Нико, добро утро. Добро утро и пред се поздрав за вашите гледачи. Од клиниката за токсикологија денеска сте дел од овој центар. Па еве, кратко раскажете ни за вашата приказна. Па приказната започна некаде во септември, кога случајно се најдовме на еден конгрес заедно, каде што колегиве кои што работат во Биоревит, фактички ги презентираа своите достигнувања. Како и секој лекар кој што долго години работи во традиционалната медицина, секако дека на почеток бев скептик, меѓутоа во нивната презентација и во разговорот што го направивме после тоа, видов дека сепак позади тоа нешто стои. После тоа дојдов, се качив горе, љубопитството секако дека беше огромно. Кога дојдов овде, кога видов дата базата, дека позади оваа работа стои 17 годишно искуство, дека стојат преку 70.000 задоволни пациенти, малку подлабоко навлегов и еве денеска сум фактички заедно со колегиве, како стручен соработник и помошник, научен соработник во оваа установа и навистина можам да кажам дека не скршив. Со кои се заболувања најчесто пациентите се обраќаат и колку превенцијата може да придонесе и раното откривање на одредено заболување на долг рок поедноставно да се реши? Токму можеби тоа и беше основниот мотив поради кој што се зафатив за оваа дополнителна работа, а тоа е онаа добрата стара поговорка подобро да се спречи отколку да се лечи. Колегиве тука, со скенот со кој што се прави овде фактички, се овозможува детекција на голем број на неправилности во нашиот организам, кој што на самиот почеток може би и не сме свесни. Ние може да се чувствуваме потполно добро, меѓутоа дел од тие физиолошки процеси кои што се неопходни за нашето здравје, веќе да се во почетна фаза на изместување. Традиционалната медицина, за жал, се уште за голем дел од овие заболувања не може да ги открие толку рано, а овде со помош на скенот ние откриваме фактички и заболувања кои што ќе се случат за година, две, па може би и 5. И кога нешто ќе го откриете на самиот почеток, тогаш и третманот секако дека е поедноставен и поуспешен. Инаку во однос на заболувањата, навистина е широка палетата на болести со кои што се среќаваме овде. Првен ќе почнам од најмалите деца. Тука е целиот комплетен аутистичен спектар и верувајте, нема поголема радост која ќе видите едно дете кое што им создава проблеми, да кажеме, на околината, кое што е агресивно, кое што е неконтактибилно, веќе после 1 до 2 третмани ќе дојдат пред се родителите насмеани, тоа е најголемата сатисфакција и кога ќе успееме да воспоставиме комуникација, односно да го прилагодиме за живот во овој свет. Споменавте скен, па како изгледа еден преглед токму во овој центар? И дали е болно, безболно и колку истиот трае? Апсолутно е безболен скенот, се работи фактички за мерење на електропотенцијали. Единствено што треба, пациентот да биде мирен во текот на тие 7 до 10 минути додека трае испитувањето, се поврзува на електроди кои што се ставаат на нозете, на рацете и на главата и преку тоа се добива комплетна електрофизиолошка слика за состојбата на нашиот организам. Никаква болка нема. Всушност и најмаливе деца, веќе кажав, најмалиот пациент, колку што сум информиран, бил само неколку месечно бебе, така што нешто што може да се аплицира на бебиња, секако дека може и на било кој останат пациент. Доктор Никос, за крај, кој е најголемиот успех? Или може би истиот допрва доаѓа? Па најголемиот успех фактички е кога ќе видите луѓе кои што доаѓаат пред се со болка, голем дел од пациенти има кои што доаѓаат со мозочни удари, кои што се тотално имобилизирани, па кога ќе видите дека постепено постои делум на регенерација и ревитализација, тоа е најголемиот успех и секако што напомнав на самиот почеток децата. Кога ќе видите
дете насмеано, кога ќе видите родител кој што е насмеан и кој што е задоволен и некој што му се враќа верба во неговото дете, веруете дека нема поголемо задоволство. Нема поубаво од тоа, кога едно дете кое што живеело во свој свет, на крајот ќе ве прегрне и ќе каже благодарам. За крај, која е вашата препорака до сите кои што можеби во овој момент гледаат, го имаат детенцето за кое што споменавте, или имаат возрасен кој што преживеал удар или едноставно проблем со кој се соочува? Која е вашата препорака до сите македонски семејства? Па до сите македонски семејства препораката ќе биде дојдете, уверете се во тоа што се уверив јас после 35 години активно бавење со класична медицина, сепак дека алтернативната медицина нуди многу можности. Јас веќе не ја ни викам алтернативна, туку ја викам комплементарна, која заедно со традиционалната медицина може да допринеси многу за нашето здравје. Благодарам, ви посакувам успешна работа и многу успешни приказни кои токму од тука ќе се нижат. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас и се надевам дека се почесто и почесто ќе имаме насмеани пациенти кои што излегуваат од падиниве на водно, кое што денеска е прекрасно сончево, така да не биде сончева и нацијата. Преубава порека од доктор Нико Бекаровски. Да сме сончеви, да сме добро расположени и секогаш за нашето здравје да зборуваме превентивно. Се враќаме во студија.